за Шпато кружеа низ Скопје, особено меѓу музичките кругови, големи интересни приказни. Дека е тоа човек со извореден слух, така наречен апсолутен слух, кој може да запише се што ќе чуе, без при тоа да користи помош од инструмент. Дека го знае многу джезот, знае многу музика, дека дури се кружише приказна дека ако фрлите празна конзерва по скалите, секој тоа што ќе се произведе при тоа, тој може да го запише и да му ја одреди точно висината. Значи, во буквална смисла, Шпато беше жива музичка легенда. До тој познат ритмички сектет на Радио Скопје што Шпато го формираше и го водеше, до тогаш се свирила импровизирана музика. Значи, по слух нешто, кој како ќе фати, тоа било тоа. Од тој момент мислам дека почна во Радио Скопје да се свири, да се снима организирана музика. Потоа следуваше забавниот оркестар кој исто така го водеше Шпато, па дојде Биг бендот на Македонската радио телевизија кој се формираше во септември 1961 година. Не слушна како пееме, му испеавме тука во неговата соба 2-3 композиции. Неговиот коментар беше: ова е многу добро звучи, но вика ова музичка дисциплина, вокални групи, бара многу работа, многу проби и многу посветеност. Ние тоа напред го свативме дека тоа мора така да биде. За луѓето од тој калибар и од такво значење за било која култура треба да се прави многу и често да се навраќаме на нив. Ево, да споменам дека пред известно време Шпато доби и улица со неговото име во Скопје, но зошто да не, да речеме, и ова студија во која ние го водиме овој разговор, него добие името Шпато.